Македонската влада активно работи на надминување на застојот во евроинтегративниот процес. Самитот во Тиват и средбите на премиерот Мицкоски со францускиот председател Макрон и германскиот канцелар Мерц отворија можност за нов пристап кон решавањето на спорот со Бугарија и деблокирање на европскиот пат на земјата. Запознавачите средбите на премиерот со двајцата највлијателни европски лидери се значаен дипломатски успех на владата и потврда дека Македонија е присутна на европската агенда. Двете средби кои ги имаше нашиот премиер со главните две личности на Унијата се секако значајни и премиерот сам кажа дека добил одредени не ветување, него одредени одговори на проблемите со кои ние се соочуваме. Велам, во секој случај, он очигледно е единствениот што се сретна со двајцата главни лидери на Унијата. Меѓутоа, велам, во целина состојбите се такви, Македонија мора да се концентрира на реформите, а тоа и пораката од самитот во Тиват, дека тие што така ќе напредуваат и така натака ќе имаат и привилегии да се приближуваат, да се приклучуваат на некој начин во одредени делови на Унијата. Премиерот Мицкоски по самитот порача дека процесот на проширување останува жив и дека од разговорите со Макрон и Мерц добил убедувања и охрабрувачки сигнали дека напредокот на земјите кандидати треба да се вреднува според резултатите од реформите, а не според билатерални спорови. Овие 2 години откако сум председател на владата, некако пораките беа најсилни на овој самит во Тиват. Тоа кое што посебно радува е што процесот на проширување не е, би рекол, завршен. И францускиот председател и германскиот канцелар дадоа еден силен мотив да продолжиме во делот на реформите, да испорачуваме. Се разбира врз основа, и тоа преовладуваше, врз основа на методот на заслуга, а не врз основа на билатерални прашања. Осврнувајќи се на француско-германскиот нон-пейпер, премиерот истакна дека европските институции веќе добиле насоки за негова операционализација и дека документот предвидува подлабока интеграција на земјите од Западен Балкан во одредени европски политики и механизми. Според Мицкоски, нон-пейперот не е замена за членството во Европската Унија, туку дополнителен механизам за приближување на регионот кон Унијата, кој ќе се одвива паралелно со процесот на проширување. Тој ја отфрли како неточна тезата на одредени експерти дека планот од нон-пейперот не може да се аплицира за Македонија, поради тоа што земјата формално ги нема стартувано преговорите по кластери. Според него документот е прецизно направен за да овозможи механизми дури и за земјите кои се само кандидати или немаат одржано прва меѓувладина конференција.